Почитувани, десетина и повеќе денови рекет 2 ја тресе македонската јавност, а Ден Дончев и Венко Филипче се уште се на функции и се уште раководат со Фондот за здравствено осигурување на Македонија и со Министерството за здравство. Иако против нив има кривична пријава која што се надополни и со лице од рекет 1, човекот со чантата Луи Витон Зоран Милевски Кичеец. Наводите од кривичната пријава се потврдени од Зоран Заев, а тие се уште раководат со институции каде што може да влијаат врз докази и сведоци, уште повеќе може да го повторат делото. Невозможна е истрага и вистинско расчистување на рекет 2 додека Дончев и Филипче се функционери. Потребни се оставки и кредибилна истрага. Почитувани, рекет 2 е скандал од високата корупција, кој што го открива сето делување на октоподот на власт. Премиер, министер и директор на Здравствен фонд признаваат дека вршеле притисок врз домашна компанија, злоупотребиле позиции и овластувања за одвраќање на светски здравствен гигант, шведската компанија, да не инвестира во Македонија, да не влезе во Македонија, да не ги подобри условите и услугите за пациентите. Уште повеќе, премиерот признава средби со Кичеец, човек кој што се појавува и во рекет 2, во рекет 1 и во сега во рекет 2. Почитувани, првично беше негирано учеството на Кичеец во рекет 2, како што велеше Дончев, го знаел од телевизија. Почитувани, зад рекет 2 стои кривична пријава и јавни сведочења. Стојат лукративни цели, наголемо се зборува за месечни транши кај благаник со брада во Струмица, се зборува за преземање на домашна компанија, се зборува за уцени преку злоупотреба на јавното обвинителство и управата за финансиско разузнавање. Почитувани, рекет 2 е огромен скандал, кој што зад себе крие огромни прашања за кои што се уште нема институционални одговори. Дали и за колкави рекетирани суми се работи во рекет 2? Дали биле испраќани месечни транши рекет кај благаник со брада од Струмица, кој што се споменува во јавноста? Кој е и чиј е тој благаник со брада? Дали одвраќањето на шведската компанија, зад тоа стои намера за преземање на домашната компанија? Дали улогата на Кичеец повторно била да ги пренесува парите рекетот до блакајникот со брада или овој пат има и улога да пренесува уцени? Зошто и по цела година од истрагата нема резултат за криминогени действија според кажаното од Заев, Дончев и Филипче, а парите на домашниот бизнисмен се уште се замрзнати? Колкава е улогата на управата за финансиско разузнавање, преку кое што е замрзнат имотот од продажбата? Дали зад замрзнувањето на имотот стои уцена за добивање на дел од колачот од продажбата? Почитувани, се отвораат и други прашања. Доколку Заев, Филипче и Дончев се сомневале во Диамет, зошто Фондот за здравствено осигурување исплатил авансно 3 милиони евра, а фондот им доцни на матичните доктори и по 90 дена со исплата? Зошто стерилизацијата оди кај фирма за која што има истраги, а има и судски процес со соседна Албанија и во Италија, а нема предупредување од Дончев до министерот за здравство Венко Филипче? Тендерот за хемиски реагенси е доделен на фирма регистрирана месец ден напред да го добие тендерот за реагенси, ама Дончев не реагира. Не се реагира кога се даваат пари од државата на сомнителни фирми. Ден Дончев, Венко Филипче и Зоран Заев очигледно биле посветени само и само за продажбата на Диамет. Почитувани, овие прашања заслужуваат одговор. Но со октоподот на власт, со веќе признатата спрега на власта со јавното обвинителство, со дојавите од обвинителството до Зоран Заев за нивните действија, одговори на овие прашања се невозможни. Потребни се оставки, потребно е вистинско расчистување со високата корупција и рекетирање на бизнисот. Но се додека октоподот е на власт, јавноста ќе биде скандализирана со нови и нови рекетарски, криминогени, коруптивни скандали без вистинска завршница. Потребни се итни избори и веднаш потоа обнова на Македонија. Ви благодарам.